Фитнес клубот Динамик Скопје, Македонското стоматолошко друштво, МСД Скопје, фудбалскиот клуб Шкендија Рачиново и кошаркарскиот клуб Башкими се офајдиле со милиони државни пари од касата на МЕПСО, објавија од ВМРО ДПМН. Од партијата ја објавија листата со имиња на компании кои се блиски до поранешната власт, а на чие конто завршиле милиони денари на име донации и спонзорства. Од ВМРО ДПМН јавно прашаа каква е поврзаноста на надлежноста на МЕПСО со донации и спонзорства на еден фитнес клуб, на чија сметка легнале дури 200.000 денари. Фитнес клуб Динамик Скопје добило 200.000 денари. Зошто и каква е поврзаноста на надлежноста на МЕПСО со донации и спонзорства на фитнес клуб? Понатаму, 100.000 денари донација на Македонско стоматолошко друштво МСД Скопје. Како, зошто и кој е основот за оваа донација? Кој е општествениот бенефит од оваа донација? Дека поранешната власт ги трошела државните пари на МЕПСО без усул, покажува и примерот со еден од примателите на донација, фудбалскиот клуб Шкендија Рачиново, кој на 8.3.2024 година своето конто го збогатил со 300.000 денари. Примател на донација или спонзорство е и Шкендија Рачиново, со исплата на 8.3.2024 година во износ од 300.000 денари. Дали раководството на АД МЕПСО добило карти во ложа за да го проследи надпреварот за цела сезона на овој клуб? Или пак на КК Башким? Затоа што и за овој клуб се доделали средства во износ од 250.000 денари во месец март оваа година. Од ВМРО ДПМН велат дека поранешната власт наместо да инвестира во стабилизирање на енергетскиот сектор, за да може граѓаните да плаќаат пониски сметки за струја, преку поранешното раководство во компанијата само на име донации и спонзорства, заклучно со јуни годинава потрошиле 22.712.500 денари, односно 10 пати повеќе од планираните 12.300.000 денари. Од ВМРО ДПМН потсетија на последниот скандал со 14 милиони евра долг, кој претходното раководство на МЕПСО му го отпиша на синот на Муса Џафери и други блиски фирми на СДСМ и ДУИ, и прашаа зошто баш кај овие фирми завршиле народните пари и со која цел. Од партијата објавија дека во наредните денови ќе ги објават сите ненаменски трошења од времето на поранешната власт. Претходно од МЕПСО изјавија дека новиот менаџерски тим ќе ги преземе сите неопходни действија за утврдување на сите евентуални неправилности во работењето на претходното раководство и објаснија дека затекнале ситуација во која средствата се распределувале без соодветни критериуми.